Пливањето препорака број 1 од лекарите. Го јакне телото, го смирува умот и е безбедно за сите возрасти. Доктор Валентина Митрова од Штип со силна порака. Искористете го летото и пливајте за вашето здравје. Но покрај што од една страна пливањето во море има многу бенефити, од друга страна постои искриена опасност. Морето знае да биде суров противник кога не се почитуваат правилата. Зошто пливањето е препорака број 1 ова лето и кога може да стане живото загрозувачко? Пливањето како спорт е многу добро, значи се препорачува, особено еве сега во летниот период, знаејќи дека во нашиот град ги немаме овие услови во зимскиот период, затоа овие топли денови треба да ги искористиме за пливање, особено во морската вода. Бенефитите се го уживаат целото тело, затоа што во пливањето учествуваат сите мускули на нашето тело и има голем благодет. Секако морската вода си ги има и си дава својот бенефит. Меѓутоа, кога треба да пливаме и кога е безбедно, кога знаеме кога нема бранови, кога морето е мирно, кога ќе има препорака на спасувачките акула дека е црвено, тогаш не се препорачува влегување во морската вода, затоа што сведоци сме на социјалните мрежи и информации дека ова лето и такако имавме несакани случувања затоа што не се почитуваат препораките да се влегува во морската вода. При зголемено количество на алкохол, храна, подолго време изложеност на сонце, наглото влегување во вода може да предизвика шок за организмот, додава доктор Митрова. Како што потенцираше, истото може да предизвика и смрт. Меѓутоа не само тоа, туку и кога сме консумирале поголемо количество на алкохол, храна, подолго време сме били изложени на сонце и да се разладиме со еден скок влегуваме во ладната вода, тогаш секако може да дојде до несакани ефекти. Значи, изложувањето на кога телото стои, изложено на висока температура, кога деновите сме сведоци на тие, големиот температурна разлика, значи шокот, може да придонесува до несакани ефекти, дури и до смрт. Инаку лекарите и понатаму предупредуваат, кога граѓаните одат на топлите плажи, да имаат голема внимателност, да не бидат изложени премногу на сонце, да користат повеќе течности, никако алкохол и да се употребува свежа и здрава храна. При влегување во вода, телото постепено да се прилагодува на самата температура.